кои други насоки се на економски? Има многу или? Па има 7 катедри. Една е менеджмент. Добро. Финансиски менеджмент, таму најмногу се запишуваат. Таму е повеќе поврзано со математика, со Книговодителство е тоа? книговодство, Финансиски па, менеджмент. не, има и посебен смер, сметководство и ревизија. Финансиски менеджмент е повеќе за тие што се за банкарски сектор. Значи банкарски сектор што сакаат да терат, не дека со менеджмент не можеш да идеш во банкарски сектор, ама ваму малце подлабоко навлегуваш у бројките у финансиски. Сметководство си е посебен смер, еден од потешки да кажам, дека пак бара бројки, бара внимание. Има посебен смер е бизнис. Фактички е бизнис смеров сега ја тоа дознав. Воведен е, да кажам, значи на страна финки, на страна вакво, како предмет во дали во факултети што се општествени науки, дали други, како економскиот прв факултет што го има воведено како некоја дигитална форма, некој предмет, да кажам, у смисол економијата преку дигиталниот свет, така да кажам. Значи тоа е воведен пред, не знам, 20 на години, мислам. И така, тоа е доста за сите што сакаат нешто што го поврзуваат економијата со интернет, си тераат на бизнис. Има надворешна трговија. Надворешна трговија уствари предмет што насока што повеќе е на кај царина, повеќе е на кај такви, да кажам, некои области. Сам има смер економија, со тоа што порано, значи економија смерот е најстар смер на економски факултет. Кога е направен економски факултет, ако не кус неколку години, значи 70 кусур години. Кога е направен економски факултет, фактички прв смер што е воведен е смер економија. Со тоа што сега економија, ако не се лажаме, катедра што се запишуваат меѓу најмалку студенти. Да. Тоа предпоставувам нешто како сублимат од сите други, нешто како општо ја гледа економијата, можеби како ја гледа како целина, убаво кажа, од сите други катедри, да кажам, ја анализира движењата што се случуваат на пазар, општи економски промени, не знам како корона криза влијае на економијата во глобално ниво, регионално ниво, и па фактички треба да ги прави тие анализи, да црпи бројки. И на некој начин после тоа само го представува. Се главниот проблем со таа катедра е тоа што студенти кога одат на таа катедра, бидејќи од моја гледна точка студент, фактички бруцош кога иде да се запишува, он ја гледа страната на тоа што, да речеме, што е моментално актуелно, да кажам. Да. Што би работел кога ќе заврши со студирање. Така. И третата алка која што е неизбежна и е најважна, тоа се примањата кои што би ги има со тоа што би го завршил на факултет. Тие се трите главни, според мене, клучни двигатели. За пример, ти кога одиш на економија смер, нешто што е многу општо, кај што не е точно да кажеме, порано да кажеме, не биле толку расцепкани стварите, да кажам, работите во економијата, значи немало порано и ваков менеджмент и таков менеджмент, него тие со текот на времето како растела експертиза на професори, на како имало некој терк фатил светов, така почнале да се воведуваат други смерови. И сега студенти не одат главно на тој смер, бидејќи е доста општ, барем од моја лична, значи тука се што збораме субјективно, пак ќе кажам, не лично мислење дека не наоѓаат примената понатаму во реалниот свет. И можеби компаниите не го бараат. Па не, тука доаѓа главната работа со тоа што кој момент доаѓа, значи пример, тоа е прва работа што ја учиш на економски факултет, значи имаш животен век, значи дали на компанија, дали на производ и така натаму, економски циклус. Доаѓа од некоја фаза ниска, доаѓа до некоја највисока точка, паѓа и после тоа држи одреден континуитет. Так.
И истото се случува сега моментално со генерално све што се случува со нас следи некаков таков терк. Значи во животот некогаш ќе дојдеш до највисока точка, па ќе паднеш, поентата е колку ќе се држиш на таа некоја константа која што треба само да се дига нагоре. Така. Муабетот е дека пример економија како катедра да кажеме на самиот почеток добила некоја експанзија да кажам. Паднала, нема сега студенти, но автоматски тоа значи дека на пазарот на труд тие студенти кои што автоматски на пазарот на труд колку е поретка таа, да кажам, колку поретко се бара таква струка, толку е пологично и да е поплатено. И се генерално студентите треба само, тоест бурцошите кои што сакаат да одат да студираат на некој начин, да го изберат смерот, треба добро само да анализираат кај све може да најде примерете тој смер економија, што искрено така економски факултет логично е да има катедра економија и да си обстојува. Да. Таму пак ќе кажам како уствари со текот на времето како осознаваме повеќе и повеќе некои работи, сваќаш дека во секоја компанија, во секоја фирма тебе ти треба некој кој што ќе анализира економијата, за да ти можеш како еден макроциклус да кажам, за ти да можеш да носиш микро одлуки. Значи дали продуктов ќе го продавам, дали ова ќе го правам вака, да ти зависи од тој студент кој што ќе заврши на смер економија и ќе гледа што се случува на глобално ниво. Така да се задржав малце повеќе на смерот економија, ама ако да влеземе у мовето. Мислам, како да ти објаснам, секој што доаѓа на економски факултет, тера на финансиски менеджмент, дел тера на сметководство, но мене искрено ми е целта малку повеќе мислам нели по анкетата што направивме, треба да студентиве да им дадеме малце до знаење што све можат да прават доколку отидат на некој факултет после тоа, нели кај можат се да се вработат. Така да затоа се задржав на некои смерови кои што катедри кои што се помалку актуелни да кажам и поготово и на смер економија, така да тоа е прилика. Не, тоа што го кажа дека многу малку студенти го бираат смерот на пример економија бидејќи не гледаат некоја парична потенцијална надокнада во иднина кога ќе ја земат таа диплома. И некако тоа ме наведува да ти кажам дека во моје скромни година и пол студирање и работата на УСС и функционирањето на факултет, например, јас гледам генерално три типа на студенти. Првиот тип е воопшто не треба да бидат на факултет, искрено. Значи, имале некој притисок од дома, едноставно студиите не им одат, се мачаат, од 5 испити, два ги полагат и така натака. Вториот тип на студенти се некако тие студенти што ги следат оние бранови на знаеш, трендовски бранови. Што е сега актуелно, што е најплатено, кај има пари, кај нема пари, компаниите што бараат, што не бараат, ме разбираш. Кај можам да си најдам сигурно вработување. Тоа се вториот тип на студенти. И третиот тип на студенти што јас особено ги сакам, се тие што сами си го кројат патот. Значи тие студенти воопшто не гледаат ни во каква состојба е факултетот, ни во каква состојба е пазарот, тие си имаат некоја зацртана траса у животот и знаат што сакаат да постигнат, имаат некоја идеја, можеби таа идеја не е комплетно јасна, ама имаат идеја и не ги интересира воопшто, они студираат тоа што ги интересира и што е најважно го студираат со цело срце. Значи комплетно се потопени во материјалот. Знаеш, на автомеханичар онака кога работи онаа улјето кога му влегува у порите на прстите, буквално е така. Не разбираш? Види, нема точен одговор, нема сега да кажеме ние што е секој од тие студенти ги прашаш тие три групи посебно, ќе ти каже, знаеш, мене ми е топ вака, си терам, сметам дека тоа е правилно, а ние сега може само од оваа гледна точка да ја пример да дојдам до еден момент што но конкретно као одговор на прашањето пак иде со прашање дали и после студирањево да кажам, има луѓе кои што ги прават само работите кои што ги сакаат, пример. Едноставно луѓето понекогаш прават работи кои што се неопходни за
за да на некој начин кројат некаква иднина и сега веќе се задржиме на тие што се вториот тип на студенти конкретно. Зошто не размислуваме па можеби од насока на тоа дека тој втор тип на студенти има одредена љубов према нешто. Се да не зимаме конкретен пример, па да не биде после го земавме овој пример, требаше друг, нема врска. Ајде устари, ќе земеме пример, сака да негова животна желба е пример да одгледува, не знам, боровини, ореви, чуда лево десно, но при тоа знае дека доколку иде на некаков факултет, да речем кој што е поврзан со тоа, нели логично дали земјоделски, дали некој друг. Да. На некој начин он трга со предомислата дека дали реално ако сака тоа да го направи, тој факултет него може да му го обезбеди тоа кога он ќе излезе надвор од факултетот. Зашто не размислуваме од насока дека доколку тие што се моментално 5500 студенти на Финки не викаат окей, јас се запишам на Финки, ќе заработам некоја добра сума на средства. Вистина се 5500. 5500, да, ќе дојдеме веројатно и до тој дел кај што сакам малце подлабоко да го елаборирам. Ја везе тука да го да го објасна. 5500 студенти, да не зашто не размислуваме од аспект на тоа дека просечната плата во IT секторот е 80.000 денари, ако не се лажам, според податоци. За пример, тој студент размислува дека годишно 80.000 пута 12, он ќе заработи 960.000 денари на годишно ниво, значи нели трошоци лево десно. Да. За 10 години да заработи 9 милиони, 10, 15, небитно, значи со трошоци нормално нема да бидат 10 милиони. И на крајот на денот он таа желба која што имал на 20 години да одгледува боровинки, ореви, да може да оствари преку тоа што студирал на Финки, ме разбираш? Апсолутно. Да. Сега да ти кажам дека дали се студенти, дали луѓе, дали било што, мислам дека ги прават само најнеопходните работи кои што треба да се направат во одредена ситуација и така размислуваат во тој момент. Со тоа што третиот тип на студенти што ги спомна се многу ризична категорија. Па да, ама доколку стигнат до таа категорија да они одгледуваат боровинки, чудо, ореви, пак бидат успешни, патот до успехот ќе им биде многу поубав, на некој начин победата ќе им биде многу поубава на крај бидејќи го одбрале потешкиот пат. Да. Првата категорија на студенти уствари група на луѓе кои што исто не можеме да, не би рекол не можеме да обвинуваме, него не можеме да судиме, затоа што таа група на студенти прво мислам дека поривот, ти како што кажа, дали е притисок, е пример една опција, пример да биде притисок од дома, да кажем. Да исполнат некакви очекувања, да исполнат нешто што некој друг бара од нив. Втора опција може би на 18 години конкретно не знаат што бараат сами од себе едноставно. Уште го истражуваат светот, не можат да осознаат реално што сакаат сами од себе. И да не навлагаме понатаму, на крајот на денот и на првата опција, ако имало притисок од дома, они на крајот на денот, кога веќе сваќаат дека не сакаат да одат на тој факултет да студираат, тој момент кога они малку мислам дека се осознаваат сами себе. Се ослободуваат од спрегите на тоа на некој друг да исполнат очекување, некој друг да вакво. И сега поентата е кој студент на колку години сваќа дека не треба да очекува некакви други очекувања, него да си ги исполни само своите очекувања. Значи некој тоа го осознава на 17 години, што е добро, бидејќи ќе биде спремен да се запише и нема да направи грешка. Да. Некој на 10, некој на 40. Некој на 10, некој на 40, со тоа што тоа е друга тема што ние си имаме зборено и колку е битно човек да се осознае сам себе. Заради тоа што колку порано се осознаеш сам себе, на некој начин ќе можеш да носиш многу подобри одлуки, да кажам. Бидејќи тие одлуки ќе ти се заснуваат на некакви принципи, искуства кои што ти си имаат случувано порано и реално би имал одговор на многу повеќе прашања него доколку се немаш осознаено на време, би рекол. А и на крајот на денот мислам дека нашата култура конечно треба да прифати дека не е страшно и да немаш факултет. Ме разбираш, значи владе е размислување дека е лошо да учиш занае, дека е лошо да ме разбираш да фатиш некоја практична работа. Едноставно факт е дека не е секој за факултет. Не значи дека тој што не е за факултет има помали капацитети или помалку вреди.
Едноставно, некои луѓе се посклони за теоретско учење и го имаат тоа трпение, некои луѓе не се способни за тоа. Ме разбираш, ни требаат и такви луѓе. Па тоа е целата работа. Веројатно, бидејќи ти си имаш осознаено до некаде, веројатно и уште збараме да се осознаеме целосно, го сваќаш тоа дека не е страшно. Работата е што, сега дали да навлагам у таа тема, од многу поодамна да кажам се створи една атмосфера во општество каде што нели работава беше бе знаеш дојди ќе те примиме, имаш нешто дипломче лево десно и се изгуби вредноста на дипломата. Значи тоа е сега пак ќе кажам овие теми се зборени многу пати, но убаво е доколку се повторуваат и реално да пробаме преку дали подкасти, дали медиуми, дали активности што ги правиме да се долови моментот на што значи ти да си студент на УКИМ. Па да нели правиме сега за брзо време ќе има и конкурс каде што ќе темата на конкурсот ќе биде јас студент на УКИМ, бидејќи сакаме реално студентиве да знаат што значи ти да студираш на УКИМ, са колку УКИМи да паѓа на листа на најдобри факултети и универзитети, на крајот на денот пак во Македонија тоа е најдобриот универзитет и тука би рекол дека тоа е by far би рекол најдобар универзитет. Да, со тоа што имаме мора со тоа да работиме. Така, и реално прво треба да тргнеме од самите себе. Реално колку повеќе даваме притисок дека сакаме да имаме квалитетни студии, сакаме да реално она што ќе го научиме некаде да најде примена, треба да тргнеме од самите себе. Потоа тој притисок да се пренесе према професори према повисоко ниво, само така може да движи самиот универзитет напред. А инаку околу делот со тоа дека нема ништо страшно, тоа сам апсолутно тоа не е, знаеш, треба луѓето да сватат дека не е лошо во светов кој што живееме да има едни кои што прават едно, едни кои што прават друго, трети кои што тоа е нормално, тоа не може сите се да бидеме програмери. На крајот на денот има експанзија нормално на таа наука, има и на некои други што други би рекол поднауки кои што се влечат благодарение на IT индустријата, али на крајот на денот мора да се студент кога трга да сака негде да се запише, нешто да направи, треба да тргне од тоа што сакам јас од самиот себе, ме разбираш. Не е страшно студент на 18-19 години и да почне пример една година, потоа да се откаже, тоа не треба он да го свати како некој пораз, јас сум се откажал, него само едно искуство од кое што понатаму тоа е целиот момент, не треба толку да се зимаат работите при душа, него напротив тоа е нека моја филозофија, се е за искуство. Што и да се случи, добро, лошо, неутрално, пак на крајот тоа е само едно искуство за кое што ние имаме, јас сега наполнив 22 години, ние да ги направиме најдобро е до 25 години сите грешки што можеш да ги направиш, направи, пак ти остануваат од 25 години, се не знаеме уште колку време живот, тоа нема везе, али на крајот на денот не е страшно да се греши, не е поентата ние сега да бидеме стегнати, ајде ова ќе направиме, тоа ќе направиме и леле сега ќе утнам. Само пробувај и со тек на време ќе сватиш што е добро, што е лошо, веројатно. Се проблемот за тие што не разбираат од искуства. Добро, ти во која група на студенти си? Ја мислам дека што да мислам, дефинитивно мислам дека сум во третата група на студенти, али знаеш сега пример економија е поопштествена наука и се пример ако кажам дека таму сум се запишал од што сакам тоа, сум знаел што правам во тие моменти и слично. На крајот на денот пак мислам дека луѓе ќе го перцепираат, види, усвари, знаеш како ќе го оформам, економијата секогаш ќе биде и трендовска наука. Тоа секогаш ќе постои. IT индустријата може да циркулира, може горе доле доди, земјоделство може горе доди, не знам, другите вакво, економијата секогаш ќе постои, правен секогаш ќе постои, тоа се општествени науки, мислам, дур постои општеството, тие ќе постојат, филозофија, филолошки, сите тие. И генерално
али на крајот на денот не би ги ставил во групата на трендовски, бидејќи на крајот на денот, пак ќе кажам, тие цело време се тренд. Сега до душе порано да кажам, како што сега има уписи на IT секторот, на IT програмите, порано истата ситуација била со економски правен, би рекол. Ова пак ќе кажам од искуство од постари луѓе. Со тоа што во моментот јас кога се запишував, конкретно знаев што барам од сам себе, знаев во која насока ќе се движам. Не е дека по патот сум немал моменти кај што сум моменти на мал регрет да кажам бе чекај, може би беше подобро и ме бива и за ова, ме бива и за тоа, али на крајот на денот не може од неколку, ако те бива за ова малку, за тоа малку, и се цело време да вако. Треба да имаш само една траекторија, треба да имаш да кажам еден фокус. Са фокус е една посебна тема што може цел подкаст и за неј, за да отиде фокусот кај младите луѓе и кај студентите, али генерално се би рекол дека би се ставил во третата група. Искрено ќе ти кажам, би се ставил во третата група, бидејќи мислам првата дефинитивно не сум во првата, како и да е, во втората група пак ќе кажам трендовски цело време економијата ќе биде во тренд. Така да би се стел во третата група, бидејќи генерално знаев во моментот кога се запишувам што барам. И реално у тој момент не ни размислов сега кога ќе завршам после 4 години, ќе се вработам пример менаџер или проектен менаџер или оперативен менаџер во таму и таму. Не, едноставно само сакав да собирам знаење, па кога ќе дое времето да го искористиш. Да. Тогаш да истражуваш кај реално што може да се случи сега. Реално и прва година кога сум бил, сега сум четврта, многу работи со текот на времето се смениле, значи дали уопште некој ќе биде на некоја работна позиција со неговото, дали нема, многу работи играат улога, многу фактори. Што е УСС? Вака. УСС, Универзитетско студентско собрание, УКИМ, организациона структура која што порано, постариве луѓе знаат како сојуз на студенти, некој по, да кажам, генерација од 30 до 45-50 години, па добри, малку помлади од нив, ја знаат во формата на студентски парламент. Ние ја знаеме како Универзитетско студентско собрание, со тоа што таа промена е настаната со Законот за високо образование, во 2018 година, кој што стари сите протести кои што беа главно, сите работи кои што се случува, студенти на улица, лево десно, сите тие движења. Студентскиот пленум или? Па да. Студентскиот пленум, сите движења, значи беа иницијална точка за да се изработи Законот за високо образование, преименуване од студентски парламент во Универзитетско студентско собрание. Целата работа беше што во моментите кога почна да функционира Универзитетското студентско собрание, тогаш зборам, значи 4 години, не знам, првото кога таман почна да функционира, да движи, да кажам, бидејќи пак, прва година со нов начин на функционирање, нов состав, она, почна да функционира, да се фаќа некоја траекторија, да кажам, тука почна короната. Короната, да кажам, не е дека го затиши само Универзитетското студентско собрание. Значи, короната генерално ги промени текот на животот на сите. Значи, дали од индивидуално, групно, секакво ниво, го промени. Со тоа што во оваа фаза во која што се наоѓаше, да кажам, тој како да отвориш мала фирма, да кажам, се правиме паралела. Отвараш мала фирма, фирмава ти работи на почеток, тешко е, составуваш, наоѓаш луѓе лево, десно, почнува да работи, правите програма, таман викаше сега периодов ќе биде добар она, почнува корона криза, ти не можеш, пример се збориме за фирма да правиш продажба, мораш вработени да им кажеш, окей, се нови начини, они се навикнале, а не? И тука доаѓа веќе проблем. Значи, тука е проблемот, значи, генерално се случи
престана на настава, тоа нели пред да почнеме се, не знам дали го фати тој момент. Пример, освен финки да кажам и фейт кои што беа насочени према онлайн предавања и онлайн настава секако пред короната, другите им беше малце тешко да се искоординираат, им беше тешко да се адаптираат на новите системи, да кажам, што не е не би рекол дека треба, која е Microsoft Teams, реално треба секој да знае што се дешава, али тоа е друга тема, кај нас не знае во тој момент дали постари професори, дали ова. Сигурно. Али на крајот на денот, промената од редовна настава према онлайн настава, пример на некои факултети траеше повеќе од недела дена, значи недела дена ништо не преш. Седиш дома, чекаш некој да ти каже, вако и сега тука настана, да речам, тој момент кога УСС се формираше, нов состав, почна короната, после короната сите знаеме што како се дешаваше, знаеме дека тоа беше проблем за образованието на многу повисоко ниво. Апсолутно, како не. И така, понатаму новиот состав малце каснеше, па и тој ствари новиот состав работеше целосно во корона, значи не пример. Сега знаеш како, сега на нас реално ни е многу полесно бидејќи идеш на факултети, можеш да му кажеш и знаеш вчера направивме тоа, направивме бидејќи колку и да иде социјални медиуми, колку и да тераме со онлайн со сите ствари, нема нешто подобро и да му кажеш на некој, еј брат, вчера се деси тоа и тоа, бевме со нив и да ја шириш таа приказна од човек на човек. Значи, тој, да кажам, word of mouth маркетинг, кај што ти пренесуваш, кај што реално ги споделуваш искуствата со емоција, да кажам, тие се уствари тоа што некој би се нафатил да биде да направи некакво мислење околу вакво, бидејќи ти преку социјални медиуми не можеш да ја пренесеш емоцијата или говорот или тоналитетот или квалитетот на говор. Мора тоа во живо да оди и са реално и годинава сме доказ дека колку во живо функционираме и реално е многу полесно, значи идеш, му кажуваш и знаеш се случува тоа. Не, тоа дефинитивно, мислам системот уште не е. Ова беше само еден експеримент. Да пробаме да видиме како ќе функционира, ама дефинитивно системот има уште за работење, за да може да се стаса некој ниво, иако се сомневам, мислам комуникацијата и односот во живо и директно, непосредно е, мислам... Нема никогаш да се промени тоа, колку и да се лажеме, нема. Затоа веќе повеќе се цени, знаеш како, за пример, ќе треба да направиш некаков настан. Карикирам. Било каков е, земи X настан има. И за пример ќе кажеш и знаете, дечки, правиме утре настан, тоест не утре, за 3 дена, видете, знаеш, споделете луѓе да видат, може, знаеш, од 22.000 студенти, реално, да најдеш 1% ти треба 200 луѓе за да имаш огромен настан, значи 1% во одредена тема да бидат заинтересирани, не знам. Разговор со некој си човек на тема бизнис и менеджмент. Не може да нема 1% од вкупната популација кој што не ќе да го слуша него, ме разбереш? Да. И се знаеш како некој ќе ти каже, ти стига порака на Messenger, на Instagram, било што, знаеш споделив кај мене на стори, знаеш споделив од тој профил, знаеш направив ова, им пишав во групата, се знаеш како оди тоа во пракса, значи ти у групата пишуваш има настани, под него има во која просторија имаме вежби, под него има постер, кај пред новогодишна забава некоја, тоест не пред новогодишната вечер славете таму и таму, разбираш, и твојата порага се губи, пак доаѓаме до тоа дека нема нешто подобро од тоа да бидеш меѓу луѓе, да им кажеш, да им објасниш зашто е настанот и слично. Значи, ама некако пак не објаснивме што точно е УСС. Ајде тоаш да бидеме поконкретни. Највисоко студентско тело, кое што оние кои што го раководат во одреден момент, ги застапуваат правата, интересите на сите студенти на УКИМ, со тоа што целта е да ги подобруваат да го подигаат студентскиот стандард, да ги подобруваат студентските услови, да прават промени кон подобро, за да генерално тие промени не бидат само да се помогне на некои микропромени, него зборуваме промени на ниво на закон, на ниво да некаква
декларација, такви работи, значи реално УСС ја има, ајде би рекол, моќта да може, доколку има проблем со стипендии, со оброк, со не знам, со студентски домови, да реагира и да се потегнат прашањата, бидејќи на крајот на денот не само што е ствари највисоко студентско тело, единствено студентско тело, ме разбираш, значи други тела кои што би биле зборам на ниво науким, други тела кои што би биле формирани, тие не би биле формални тела, него би биле тела кои што произлегуваат од желбите на одредена група луѓе, од одредени поединци. Ова е единствено и највисоко студентско тело, кај што реално доколку треба да се реши некаков проблем, може да се реши само преку УСС или ете, ајде, поранешно сојуз на студенти, така да. Што е позицијата председател на УСС? Па вака, позицијата председател на УСС, ја искрено мислам знаеш од претходно многу, многу мразам да кажам бюрократија, такви некои знаеш секај нас како има комисија за ова, комисија за тоа, лево десно, значи тие изрази, тие зборови за мене се многу не, како да ти објаснам, форма само. Значи ја повеќе себе си се гледам како ете би рекол некој лидер на студентите, значи воопшто не ја перцепирам како се ја да отидам, многу ми е мене искрено глупо се некој мене ќе ми каже председател. Што преш? Како да ти објаснам, тоа е. Ја барем лично го перцепирам малце не ми представува сатисфакција. Значи никаква сатисфакција не ми представува некој да ми каже што преш председател. Не ми повеќе се перцепирам себе си како некој што е еднаков со студентите, само со можеби поразвиена општествено одговорна свест, ајде да кажам, каде што пак тоа доаѓа од тој момент каде што си имам осознаено на неколку полиња, мислам дека сум ги остварил моите зацртани цели за факултетските денови, значи што ми било целта, што како ми се движела траекторијата. И доаѓа момент кога викам окей, ја до овој момент себе си направив, за себе направив тоа и тоа, веќе е редно време да направиме нешто друго и за другите. У кратки црти, ако треба пластичен пример да дадам, се движам само од мисла водилка ми е, доколку сретнам, седам било каде, пример на кафе, гледам студент, да знам дека тој студент денеска му е подобро ради тоа што јас сум направил нешто. И само тоа ми е мисла водилка, знаат луѓе што ме познаваат дека само се движам од рационалност и од логика и да правам работи кои што се правилни. Ниту се движам од вакви идеали, такви идеали, не знам, либералистички, неолибералистички, десничарски, левичар, ништо, мислам, само се движам, имам мисла водилка, рацио, ајде да кажам, рационалност, логика и да се прават работи кои што се правилни. Така да позицијата лидер на студентите ја перцепирам од насока на тоа дека треба само да правиме што е правилно и реално не може да не се да не се подобри нешто или вако, бидејќи генерално сите повеќето знаат што е правилно, но дали немаат храброст да го направат, дали немале пригода да го направат тоа. Така да би рекол дека во кратки црти тоа значи реално многу е битно, ние како и да е, мислам ќе заврши тоа, нели, 12 месеци, 2 месеци се нефункционални, јули, август, па месец на промени, така да до мај така функционираме активно да кажам, после јуни исто, нели, ова последна испитна сесија колоквиумска, знаеш што се случува хаоси. Така да генерално многу е важно за следниот кој што би бил председател, еден совет мал да речам, дека ова не треба да го перцепира како забава, не треба да го перцепира како уштедна работа, него ова треба да го перцепира како должност и обврска. Бидејќи ги застапува според тебе, бидејќи за секоја година има информации за минатата година, јас моментално бранам, тоест застапувам 21.189 студенти. Така да ја го перцепирам ова барем како должност, бидејќи на крајот на денот моја била одлуката да се пријавам, не може да кажам, нели, да сакам да бидам, не може утре ден да кажам и знаеш, не го очекував ова. Може не си го очекувал, ама имаш, знаеш, 22 години, знаеш што сакаш, не можеш да кажеш не ќе в тоа да го направи.
Рече дека УСС ги застапува правата и интересите на студентите. На кој начин може универзитетското студентско собрание на пример да влијае дали на одлуките на Министерството за образование и наука, дали на одлуките на ректоратот и слично, преку кој како да кажам, Вака. како влијае УСС? Формално, например, гледано, ти можеш да влијаеш на начин што ќе речеш јас сум највисоко тело и сега јас праќам кај вас допис да се направи тоа. Но има еден друг момент, а тоа, мислам, заеднички го делиме истото мислење, дека ние сме многу повеќе по суштината него по формата на работите. Работата е следна, значи ја пример кога кога требаше да се работи со УСС, генерално, значи не само УСС, значи дали е учење, дали е, не знам, стартап, дали ова, дали она, си имам стратегија однапред и имам многу сценарија во главата, да кажам, што ако ова, различни алтернативи од различни исходи. Значи тоа ја го имав веќе во октомври осознаено, направено, тип-топ. Сега пример што ми беше мене главната, морам целата поента да ти ја доловам, за тоа малце подолго ќе трае излагањето. Пример, ти за да дојдеш до момент да тој допис, да го земеме како нешто пластично, да ти има тежина, кога ќе стигне тој допис во министерство, го земеме министерство, нека биде влада, собрание, или тие се реално механизмите институционални. И сега кога стига тој мејл, замисли ситуацијата, стига мејл. И сега, колку си ти суштински послаб, значи тука нема веќе форма. Колку си суштински послаб, кога ќе стигне тој мејл, значи има две опции. Има опција да се стави во делит, значи тоа е фаза во која што ќе речат, пратиле, кој ги шива. Има и ќе ти кажат утре ден ако се буниш, ќе ти кажат примивме, сега ќе ти одговориме, ќе ти одговори нешто од типот на ви благодариме за внимание, тоа ќе го разгледаме и ќе се огради од сите одговорност. И втората опција, значи наместо делит или да го скролне, втората опција е да му стигне мејл и да рече дечки чекајте, имаме мејл. Имаме мејл од универзитетско студентско собрание, има проблем. Добро. Сега мислам дека ја следиш кај иде поентата, значи за некој суштински да те перцепира дека ти можеш да влијаеш или дека можеш да правиш промени, ти мораш да имаш еден добар би употребил секојдневен збор, едно добро CV, што све имаш направено, да кажем. Сега што значи тоа? Ја кога направив целиот план, идејата беше ние како УСС прво да правиме настани, да правиме некои суштински работи кои што движат кон некоја поента, но не е straight to the point, ме разбираш, затоа што straight to the point е малце, тоест најризичната, да речем, варијанта каде што ти може една работа ќе смениш, но понатаму другите 5 не би можел да ги промениш. И викаш окей, ја полека ќе градам позицијата на УСС во општеството, значи збориме во општеството. И тоа како го правиш? Правиш еден настан, правиш друг, правиш некоја промена кај студенти да решаваш конкретен проблем. Значи, реално тука главниот како се билдаш нагоре е на начин што решаваш проблеми на студенти. И викаш окей, работам и доаѓа момент кога ти веќе имаш некаков бекграунд позади тебе и викаш окей, сега јас ќе ги решам најклучните прашања. Прашањата поврзани за директно го сменам законот за оброк, директно за стипендии, студентски домови и слично. Сега, што ни се случи годинава, поради сите ситуации со студентскиот оброк, таа работа многу побрзо ескалираше. Значи, наместо ние да ја градиме позицијата уште многу подолго и уште порелевантни да бидеме пример во март, април, ние малце ескалираше побрзо ситуацијата со тоа што, пак ќе кажам, како УСС и другите, тука ќе ги напоменам, значи секогаш зборам заедно со сите други, и другите универзитетски собранија изреагиравме многу посозреано, многу по-добро изреагиравме на сите, би рекол повеќе, не се тоа с притисоци, него влагаш нели во таа машинерија каде што еден бара изјава, друг бара изјава, трет бара нешто друго и сега тука веќе мораш да издржиш. Значи тие 5 дена конкретно, јас кога беше целата ситуација, јас станував во 7 са бајле, се враќав во 12 вечер дома. Во дента на маршот имав конкретно 6 интервјуа, значи направено, со тоа што зборам интервјуа подолги и слично, изјави да не зборам колку имав и тоа е малце. Ако ли пак ќе кажам, тоа е одлука што јас сум ја донел и сум бил спремен. Таа алтернатива јас сум ја знаел. Така. И
на крајот на денот моабетот се сведува на тоа дека за УСС да ги решава проблемите суштински, УСС мора да има една забетонирана позиција во општеството, каде што кога ќе стигне тој мејл нема да го перцепираат како што ти стига некој мејл од типот на искористете ги новогодишните попусти, него тој мејл ќе биде пријавен од многу високо значење, би рекол, за институциите. Мислам дека поради тоа што многу убаво изреагиравме на сите работи кои што се случуваа, поради тоа што конкретно се реши прашањето за оброкот до март, моментално се работи на новиот закон, ги заначивме стипендиите, за домовите имам цел отчет, да кажам, што све е направено за 3 месеци, значи работи направени за 3 месеци, што не се правени 3 децении. Се бараат решенија, али на крајот на денот мислам дека УСС, доколку се води правилно на многу подолг рок, треба да биде рамо до рамо со институциите и како организација. Така да тоа би рекол, онака како сублимат. Колку да знаат чисто студентите што ќе го гледаат тоа, колку реално има потенцијал во ваквото организационо движење, би рекол, бидејќи организацијска структура, бидејќи на крајот на денот студенти сме, тоа треба сите да го знаат, медиумската поддршка секогаш е на наша страна. Реално институциите ги слушаат барањата доколку тие барања се издржани и доколку сме ние проактивни, нешто што пак ќе се наврата малце изумре со текот на короната, но се враќа и тоа многу побрзо од реално ја што имав замисла, проактивноста меѓу студентите. И мислам дека ќе биде добро само доколку има волја и доколку има искрени намери, ништо повеќе. Па такво некое мислење владее меѓу студентите, мислам искрено и јас кога дојав на првиот состанок на УСС, мене не ми беше јасно прво што се случува тука. Немав чуено за УСС, не знаев што е воопшто. Да, извини, ќе те прекинам. Извини што те прекинав. Моабетот пак се навраќаме на тоа дека реално претходно се правеле работи во онлайн наставата и слично, но гледаш, не стигнала до тебе информацијата, пример, замисли ти пример, ја имам два другари пример, најблиски што немаат Инстаграм. Да. Се пример како да стигне до некоја информација, пример нас сега моментално главен канал на комуникација на Инстаграм. Се пример ако ти тој човек не го видиш во живо, како он ќе го разбере, за нешто. Така да ама знаеш што е главниот момент, како ние ќе знаеме дека нешто било добро, кога следна година луѓето кога ќе дојдат веќе дали може некој па само преку подкастов ќе му биде јасно, ама главната работа е преку делата што ги правиме, он точно да знае во што влага. Ме разбираш? Тоа. Тоа е целата работа. Значи мене ме одбра буквално случајно. Ме одбра уште за еден куп работи на факултет, ама кој сага е, бидејќи немаше друг, ме разбираш. Ама тоа па кажува и за тебе дека си проактивен, да кажам, во таа сфера, што е позитивна работа на лична основа, ајде би рекол. Да речеме, И нема гајле. И кога дојав на УСС, гледам се бира председател, се збори за некакви промени, искрено ја му пристапив како и на сите други нешта, мислам искрено му пристапив со недоверба и многу добро почнавме, мора да признам. Песимизам. Да, за тоа мора да те пофалам. Ама и тој песимизам не е... Ја чувствувам некако како тој песимизам да е оправдан. Да. Бидејќи работата е многу далеку од идене. Да. Не. Види, мене чудно ќе ми беше да има повеќе да бидат со оптимизам или па нешто средно. Ја искрено многу ќе бев зачуден во тој момент. Ја очекував. Не, види. Знаеш, се малце пецна на тема за што викаш тој вакво значи секој интервју што го правам. И општо кај да идам и излагања или дали што сум бил на некои панели и слично. Значи тој песимизам владе не само за УСС, да не се лажем, ај би рекол за тогаш владе за УСС, значи тој песимизам владе во секоја сфера во општеството. Апсолутно. Значи да отидеш во кафич, пример, веќе мислам дека луѓето се
и таму веќе ќе има некако На песимистичко вистина е вако, да, На вистина е така. да не нешто се случи, викаш, чекај На Македонија вистина. нешто ќе може да ни се деси, ме разбираш? Да, Еве да. па сега нели ти кажував за зашто закаснив 7 минути, точно Да. многу мразам да каснам у принцип. И ти кажував што се случуваше со тој да. паркинг, нели, требаше да се плати, еден не работи, друг не работи, одам Да, на да. каса таму, не, мислам, не, и знаеш што е Не, не. најјакото, нај трагикомичната ситуација е што не бев изнервиран. А човек кога не се нервира, кога нешто очекува, Да. ти ако сега очекуваш дека не знам, ќе паднеш од столов, нема да се изнервираш, ама да паднам случајно, ќе се изнервираш и како не, знаеш, ја не се Не можеш да не се изнервираш, ама не, сам да кажам, таа апатија почнува да излегува од сите пори на општеството и тоа почнува да станува ужасно. Мислам, се случија кризи, точно е, се изгубија многу пари, изгубивме многу драги луѓе, ама зарем ќе се предаваме? Не. Зарем ќе застанеме тука? Зарем ништо нема поента веќе? целата работа е што мислам дека дури онлайн целиот систем што беше нели 2 години со корона кризата, Да. тоа игра енормна улога. Значи целиот Апсолутно тоа игра. што Апсолутно. тоа што студент и сепак ќе кажам, тоа не е за студентите кои што биле тогаш втора или трета година, Да. тој тие веќе нешто правеле, учеле, знаеш, Да. фатиле некаква траекторија. Најголемиот проблем беше кај оние кои што допрво требаше да се оформат како што реално оформувањето како Да. човек ти трае после тоа ти трае од најмала возраст, али моментот кога фаќаш траекторија во првите 2 Некогаш и години од најклучните студентските кризи дена. тука се случуваат, да. И целата работа е дека во тој момент се рачуни ти си студент и викаш, знаеш, си имал очекување ќе идам на факултет, ќе запознам луѓе, Да. ќе ми предаваат некои професори, ми знаеш, познат, добар, трудови чуда. И ти фактички се будиш са бајле и палиш компјутер и 75% од луѓето палеа компјутер и продолжуваат да спијат само за да имаат присуство. Доаѓаат испити, ти не перцепираш дека има испити, значи буквално не се осеќаше дека се студентски денови, ме разбира, значи тоа мислам и лошо е да кажам сега и знаеш студентите треба да ги перцепираат како не може да ги перцепираат кога седиш дома. Една недела ти си болен, за друга недела друг е вакво, па нели ајде да не навлагаме за вакво нели загуби, чуда лево десно, беше хаотично. Но тоа е се надоврзувам на вториот дел од твоето прашање, зарем сите други работи ќе бидат дел од нас. Таа апатија која што сега владе ескалираше со корона кризата. Дојде до тој burning point, кај што како заврши ваквото се гледаат последиците, но не само на корона кризата, се гледаат последиците на многу погрешни политики, на најзасегнатите чинители во општеството по однос на младите. Значи не зборам само за студенти, по однос на младите. Значи тоа е започнато, значи таа не инклузивност на младите во носењето на одлуки, значи не одлуки, зборам за државни одлуки. Значи ја искрено сакам до крај на крај на работење во СУСС ние да направам студентите да бидат, ево тоа ми отворено кажам, да бидат дел од носење на државни одлуки. Значи да го менуваат системот. И тоа почнува да се прави, но ајде, полека ќе се гледаат резултатите. Но значи ја не познавам пример студент или млад човек да ми каже ја кај мене на улица направив промена. Или ја покренав некаква промена. Зборам за кај него на улица, а не па за кај него во населба, за кај него во општина, за град, на крај на држава, ме разбираш. И сега ние доаѓаме до момент кај што нема никаква инклузивност на младите и се тука си нели, знаеш како, тој е мал совет, нека биде, сам као да ти кажам колку сум релевантен, треба вај да ми перцепираат луѓе со тек на време дали сум или не сум релевантен, али за некој млад човек да може да се осознае и слично на секоја работа што ја прави, нека го продолжи прашањето зошто. Значи ти доколку продолжуваш со прашањето зошто, ќе дојдеш до многу одговори. Значи се што збориме на крајот може да биде завршено со зошто. Сега доаѓам до тоа зошто младите не се уклучени. Тука доаѓа тој момент каде што зошто младите не се уклучени. Главното прашање што тоа јавно го збораме, дека младите тргаат од тоа што ако јас сега дадам некаков предлог, идеја, решение, вакво, кога на крајот на денот
си имаат исперцепирано во главата кој ме ферма, ме разбираш. И пак ќе кажам, не ме чуди тоа. Тоа ги разбирам, ме разбираш, значи ретко некој може да пројави огромен оптимизам во моментално во општество за некакви промени. И тоа го разбирам, ме разбираш. Целиот момент е дека они тргаат со таа предомисла, и пак ќе кажам, ја разбирам. Си викаат првата фаза е прво свари не знаат кај да дадат предлог. Значи они не знаат, за пример ти сакаш да направиш промена кај тебе на улица, знаеш кај треба да дадеш предлог. Воопштина негде. Нема везе, да не си ти, некој друг ќе веде. Сакаш да дадеш предлог за нешто друго. Знаеш како не за тебе, за младите у целина зборам. Значи прво не се упатени кои се нивните механизми, кој е патот на комуникација. Второ, вика нашол. Некој му кажал иди таму и таму, направи го тоа, иде таму. Тука веќе почиња бирократија, значи ненормална. Значи ја знам студенти, млади луѓе од Америка, од Словенија, од ваму, од таму. Он вика, вие бирократијата што владее кај вас, во нашите држави изумрена пред 25 години. На здравје. Ме разбираш, значи вака беше вика, не е дека ова е нешто ново. Вака беше. Ама беше пред 25 години, значи не пред 2 години, пред 25. И се целиот момент доаѓа на тоа дека он се пример дава друг предлог. Тој предлог си вика сега ќе го дадам предлогов и знаеш почиња тука од таму отиди ваму, од таму до наму, знаеш не може му кажете фалате, ќе биде разгледан, ќе добиеш одговор. И еви тоа да се случи. Благодарам, нели го доставил предлогот, ќе добиеш одговор, не добил одговор, значи никогаш не се случува тоа на време. Ќе добие одговор и одговорот ќе биде нешто типот на имате проблем со вашата пријава, со вашиот предлог, нема точка, нема запирка, не си ставил горе бројче вакво, такво, и сега веќе тука како млади луѓе сакаме брз живот, сакаме вакво, брзи информации. Ма не само тоа, имаш работа, треба да заработуваш, треба да тече животот, треба да функционираат работите. Ќе ми каже сега пример некој постар човек и знаеш вие младите не сте толку истраени. Или не сте вако, знаеш како, не е работа да дали си истрени или него. Самото тоа што имаме премногу голем број на информации, премногу работи се случуваат брзо, премногу промени се случуваат брзо, нас не тргаат од некаков фокус, ете пак се навраќаме на темата фокус. И тој фокус од текот на времето некој го наоѓа побрзо, некој поспоро, ме разбираш, или некој па многу информации прима и може и па и со сите можеби да функционира. Или на крајот на денот пак ќе кажам, и не е грешка ако некој го губи фокусот, значи пак е тоа искуство плюс. И доаѓаме до моментот кај што ја заокружувам приказната дека младите заради тие 3-4 фази што им се случуваат да потекнуваат само од едно прашање, а замисли на сите овие 4 што ти ги кажав да идеме со зошто, па на тие со зошто, значи ќе се разграни до бескрај. До коренот на проблемот. До коренот на проблемот. И главната причина е неинклузивноста, а сите моментални истражувања покажуваат дека младите се желни да направат промени. Значи имаше сега моментално една анкета завчера, мислам пред 3 дена излезе, значи разборам во големи проценти. Така. Ќе го поздравам председателот на средношколци исто, значи со едно многу убаво интервју, со една многу убава иницијатива. Во Македонија конечно се воведе community service исто како што има во Америка конкретно, дека не е само поентата ти да отидеш и да добиеш петка и дома да се сликаш, знаеш, со диплома, него поентата е ти да направиш добро и за другите, бидејќи колку што нешто треба да сватиме. Пример, тука ќе кажам еден мал факт што во прва година ми го каже еден професор, што чисто информативно, нели? Кина, независно од корона, има најголем раст на GDP секоја година, значи најголем, плюс, значи едно време плюс 10% слично. Поминува корона, они пак се највакво. Но тука доаѓа моментот кај што Кина тоа го прави на начин што општеството функционира како едно и сите работат државата да иде вакво. Кога државата има економски раст од 10%, автоматски индивидуалците можат да имаат економски раст. Раст на буџет, раст на примања и слично. Вие не може сега ние да викаме од типот на јас сум индивидуа кој ги ферма сите други, ја ќе направам за мене. Ти ќе направиш за тебе, но никогаш нема да го достигнеш највисокиот потенцијал што би можел да го постигнеш ако направиш и другите да заработуваат повеќе, ме разбираш? А таа заработка да не биде врз основа на фри да се делат работи, него да биде врз основа на сработено, да биде врз основа на кој колку е способен, ме разбираш? Така да
треба да разбереме дека доколку сакаме ние како индивидуи да го постигнеме нашиот потенцијал во некој идеално сценарио, највисокиот потенцијал, ние мораме да допринесеме и општеството да оди напред. Значи ја не можам, ја пример, еве замисли ситуација кај што ти пример заработуваш пример на 35 години, достигнуваш некој потенцијал од не знам, 100.000, 200.000, 10.000, 50.000 евра, небитно. Значи тој си ги заработил тие пари, цел живот си работел. И тоа е врз основа на какво ни е сега општеството. Ја ти гарантирам дека ако секој млад човек и другиве што веќе ги имаат направено грешки, ги поттикнеме да почнат да ги поправат грешките, тој потенцијал ќе биде не 35-50, него тој ќе биде во многу поголеми суми, бидејќи сите како општество ќе може да движиме напред. Индивидуата придонесува општеството да биде подобро, општеството му враќа на индивидуата. Тоа е една повратна врска, еден фидбек кој што мора многу побрзо да го разбереме, бидејќи тоа е подкрепено со бројки. И тоа пак ќе го кажам. Бројките се единствена неменлива работа на овој свет, но разликата е кој како ги толкува бројките. Значи само тие не се менливи. 1 е 1, 2 е 2, работата е како ти го перцепираш, како јас. Ја ги перцепирам многу просто. Гледаме систем кај што тој функционира, дај да пробаме луѓе барем суштината на тој систем. Ја не викам дека ние се треба да, не знам, во Кина се одгледува не знам колку милиарди тони ориз и ние да одгледуваме, немаме прво, нели, токава површина, немаме таква почва, немаме ова, но дај суштината, види како они го направиле тоа, ме разбираш? Земи од таму најдоброто, земи од друго место најдоброто, ти и реално еве тука се навраќаме како индивидуи. Што е на ниво на држава. Ти пример си еве збориш сега со мене, збориш после со некој друг и со трет. Ти не е поента да сите мои особини да ги земеш и како слеп да идеш и тоа ми го кажа тој. Збориш со мене, кажувам 10 работи, 5 ги перцепираш како добри, ти ги подкрепувам со факти, викаш окей, овие 5 работи ги зимам од Славчо. Зимаш од друг и ти од 3 личности ги зимаш најдобрите работи и се оформуваш. Истото и на ниво на група на 5 луѓе, 10 и на 100, на крајот на држава. Така да многу е важна инклузивноста на младите, многу е важно они да почнат да учествуваат во носењето на одлуки. Тука ти кажав, значи се прави таа, да кажам, кога веќе ќе видиш некаква медиумска истакнатост на тие работи, чисто вака информативно, знај дека нешто се случува во целиот тој процес, така да и ние како ја конкретно како вакво наоѓам начини како да ги мотивираме студентите да учествуваат, да кажем, во вакво. Пример, мој предлог е, си го кажам јавно, беше студентите кои што се дел од УСС или ФСС, ФСС чисто факултетско студентско собрание, при бодувањето, пример за стипендии, да добијат пример плюс бод, поради нивниот community сервис, ме разбираш? Бидејќи на крајот на денот не може нема жив човек што ќе ме убеди дека ти треба само да добиваш 10-ки, 9-ки и ништо да не правиш за другите. Нема. Затоа што на крајот на денот, знаеш зашто тој треба да добие оценување подобро кај тоа со стипендии, бидејќи со самото негово учество во општеството, тоа е зашто да не го толкуваме како индикатор, како показател дека он на некој начин си ги расипува своите оцени за да некој друг да му биде подобро. Може и така да го толкуваме ако идеме во крајности. Еве јас сега пример губам или ти губиш 10 сати од твојот ден за да подобриш на некого и автоматски се жртвуваш себе си. На крајот пак ќе кажам, тоа е одлука. Тоа мора да се вреднува. Тоа мора да се вреднува. И пак ќе кажам, ние ќе си отидеме во мај, јуни, септември, небитно кога, ќе си отидеме, тоа ќе го направиме за следните, ме разбираш, значи тоа не е дека јас сега ќе го направам за сам себе, ја ќе завршам сега. Поентата е за следните, за да најдат порив зашто да учествуваат, ме разбираш, и тоа е една добра, да речам, еден добар предлог во почетна фаза, би рекол. И треба да се дојде до момент кога студентите сами ќе учествуваат без да имаат никакви мотиви од таков карактер. Така. Зборуваше за инклузивноста на студентите, фактот дека студентите мора да бидат вклучени во процесите на носење одлуки на високите институции. Сега се случи една ситуација кај што кога бевте примени кај премиерот Ковачевски, имаше замерки од некои други организации, не знам кои беа тие искрено. Како беа бойкот, не знам, нешто со бойкотирање.
кои го критикува фактот дека на пример вие мислам семејно сте поврзани со партијата СДСМ, бидејќи брат ти нели беше бивш градоначалник на Кисела вода. И сега ти искрено вака мислиш ли дека тој факт има влијание врз ова конкретна овие година дена или не се ни година дена, 4 месеци вклучување на студентите во тие процеси? Да. И дали мислиш дека инаку ќе беше направен таков потек да не беше ти председател? Види, за вториот дел од прашањето, тоа не знам, значи не ги знаеме другите алтернативи кои би биле ако би биле искрено. Али за првиот дел од прашањето, што е моментот? Вака сега, не само што брат ми бил градоначалник, него татко ми беше дел од првото преодно собрание во времето кога нели Македонија е независна држава, све тоа. После тоа е избран и на редовни избори како пратеник и така дале и така дале. Али тоа се посебни индивидуи, тоа се посебни, посебни луѓе. Пак и ниот ми е татко и ниот ми е брат, но на крајот на денот они си имаат нивни размислувања, татко ми е постар од мене 50 години, што се вика, брат ми е постар од мене 18-19 години, скроз различни размислувања, различни времиња, различни принципи, различни концепти. И најважното од се е тоа што гледаш кај сгрешиле они и пробуваш ти да не сгрешиш. Целата работа околу тоа е што јас си го кажувам тоа јавно, бидејќи мене ми е па многу посмешно јас да бегам од некој мене да ми е брат или татко или било што. Мене па тоа, пример, знаеш како ако секој размислува на тој начин, мене многу повеќе би ги, пример, нели би бил поголем пораз ако јас сега излезам и кажам јас се оградувам од тоа. Мислам, така не би ги прашал и сите дали во ситуација да они имаат брат или вакво би ги поддржале или не. Еве пример, од сите работи што ги правам до сега конкретно, ги правиме, нели, работиме. Пример, зашо секој студент не си го постави прашањето од типот на чекаве малце, види бе, дечко тера, направи оброков, изедначување, домови се работат, се обезбедува помош, компании лево, десно, се бутаат закони напред оди. Да не рече, чекаве, нели му текна бе на почетокот да избрише бе Инстаграм постови, профили, чуда ово, онака што го поддржува брат. Нормално дека ми текна. Од целата работа што во тој момент и од блиски другари од вакво што ме советуваат, тргни ги, знаеш ке дојде момент, ја им реков, не бе, тој сум, ме разбираш, зашто, знаеш колку поголем пораз ќе беше за мене, мојата лична самосвест, само себе си кажев, чекај малце, ги избришав слики од брат ми. Шо и да се случува на светов, ја пак ќе видам, знаеш, тоа ми е семејството и секогаш вако верувам дека секој тоа би го направил, ме разбира. Не бегам од тоа не бегам од тоа кој ми е татко или брат, но на крајот на денот сите други работи што ги правиме до сега, сите медиумски излагања, еви тука да кажам, и сите оние кои што ме познаваат како размислувам и слично, ако човек приде на тематиката со отворен ум, ќе рече чекај малце, нема логика овој да ги поддржува едниве, другиве, третиве, ме разбираш. Значи ја пак ќе кажам, политиката е све потекнува од политиката. Ти сега пример идеш на одреден факултет, ја идам на друг. За тој факултет да најде примена. Имало луѓе порано, значи на коренот се навраќаме, што седнали и рекле ова ќе биде вака, ова така и тоа е политика. Значи тоа е организирање и све потекнува од политиката. Таа е најбитната наука во општеството, бидејќи све потекнува од нејзе, би рекол. Но јас имам против сите политички партии кои што ја водат политиката. Тука е главната разлика. И тоа си го кажувам јавно, значи ја пример еве сега некој ако отвори, не знам, Макфакс пример, не знам, интервју што сум правел, главниот текст гласи младите не веруваат во ниту една политичка партија. Таму сум го кажал јавно, интервју 40 минути, ме разбира. Целиот момент е дека ја не бегам од тоа дека сега пример го гледам тој и он е член на таму, овој е член таму, он е член таму. Секој може кај сака биде член. Тоа е битна работа со сите тие членови што се на некакви политички партии, они ме знаат, мене они знаат дека ја немам ништо против тоа. Па ја пред некој ден седев со еден, после тоа со друг, после тоа со трет, ама тие и пред да сум бил председател, јас сум седел. И после тоа ќе седам, ме разбираш, бидејќи јас со нив не сум станал пријател, зашто сум бил негдека нешто дел од нешто. Сум станал поради тоа што
не знам, живеам во одредена нели, населба, улица, лево десно, го знаеш. Так. Да не зборам, значи кошарка, ова, она, пак тука сум од Скопје, сум движам, постојано сум надвор, ме разбирам, дома не е дека не се прибирам, ама знаеш како е, брза вакво. Поголемиот дел од младите и ретко да седи са дома цел ден и да блееме, разбираш, се движат. Така да целиот момент е дека и кога се носеше одлуката за оброк и сите тие работи, значи прво на тој состанок прво, значи што беше во собранието, беа прво сите универзитетски собрани. Значи таму имаше членови од едно, од друго, од трето место и сите универзитетски собрани. Лично јас инициирав за да се биде поверодостоен, вако може ти да потврдиш, за да биде поверодостоен процесот, сите факултетски собранија да ги примат во салата за уставни прашања, значи лично по моја иницијатива, за да сите тие што се од факултетите да видат како јас ќе ги бранам нив. Како ги бранам не нив студентите, општо целината. Ме разбираш? Да. И изгора на тоа, после тоа ние објавуваме пример текст, значи тој текст конкретно што јас им го зборам на нив, тој текст луѓе ќе кажат имате печатни грешки. Не бе луѓе. Мислите не ги гледаме печатните грешки. Ја ви го праќам текстот како ја пред мене беше, ме разбираш. Текстот имаше проблеми во формат и во чуда. Тој текст беше пред мене. Ја го ставам таков каков што е за да се ја докажам веродостојноста. Но премногу е нашето општество нема ситуација во која што некој нешто прави општествено а да не тргне тоа е на тоа или тоа е од там. Нема. Не трга ниту еден и пак ќе кажам, ги разбирам. Ги разбирам и се носам со тоа. Но на крајот на денот ќе си кажам, мислам, отворено на крајот на денот, не се оградувам од семејството, значи не се оградувам од тоа дека Филип ми е брат или овој ми е татко. Се оградувам од сите политички партии, бидејќи на крајот на денот си имам многу различни планови од тоа што луѓето го замислуваат. Многу често се случува да ми кажат ти знаеш тој беше тогаш претседател, сега е тоа, тој беше тогаш. Не. Многу други планови, многу друг концепт имам за животот би рекол. И ќе видиме кај ќе не однесе патот. Знам дека патот ќе ме однесе мастер да не бидам тука. Ако некој му пречам да знае дека година дена веројатно нема да сум тука. Со тоа што после тоа си конкретно насоката сакам да ми биде проектен менаџер или продукт девелопмент. Имам искуство некој во таа сфера, нема да го користам ова за промоција или чуда, нема везе. Значи стартап лево од десно, таму сум си 2-3 години, знаеш и ти. Така и се запознавме. И моментот е дека скроз друг концепт имам. Скроз друг концепт имам од 90% од луѓето што не гледаат моментално, што замислуваат, зборам каков концепт имам во главата и слично, така да. И пак ќе кажам, исходот беше таков каков што беше, поради тоа што и таму кога бевме во собрание, сите слушаа што се збореше, исходот беше таков поради тоа што јас имав цврсти барењи ставови, поради тоа што колешката Мило од ФОН имаше, поради тоа што Бленди имаше цврсти ставови, Агрон од другиот универзитет, Филип од Американ, Јован од УГД, сите тие луѓе кои како сака нека ги перцепира или слично, ја ги перцепирам само како луѓе кои што можеле само да добиваат 8, 9, 10 оцени на папер, но тие решиле, чекај, јас ќе дојдам да секој студент обезбедам оброк. Оброк имаш. Така. Така да ја ги перцепирам како такви, ги почитувам многу, верувам дека и они ме почитуваат во тоа што го правам. И таа одлука не беше донесена само од мене или само од УСС, таа одлука беше од сите донесена. А тоа што некој друг ќе дојде, сам како да ти објаснам, знаеш како секој си има секој што има некакво движење има своја агенда, ме разбираш. Ние сега правиме подкаст, тоа е еден вид на проект и имаме некаква цел, ме разбираш. Значи имаме цел, нели да промовираме факултети, имаме цел, мислам па и ова е прва епизода поопшто збориме, понатаму нели друг е концептот. Секој си има некаква цел. Ниф им ја работа тоа. Ниф им ја работа да, знаеш, кога имаш позиција и опозиција, значи тоа независно дали у политика, позиција и опозиција имаш во многу работи, сега.
работата на едните е да нели да ги ногиат грешките, да ги лоцираат проблемите, тоа да го прават јавно, да создаваат критичко мислење, ги лоцираат, другиве целта им е да ги решаваат, нели, на некој начин така да одиме напред. И сега и нас малце тоа е извадено од контекст, бидејќи знаеш како, добро ќе биде ако едниве, знаеш, цело време, знаеш како викаат, кај нас плукаат по овие другиве, и овие да речат и тоа ќе ми биде мотив да го направам, и овие да речат и види овие го решија тоа и да речат, окей, го решија, сметаме дека покрај тоа треба друго. И така напред додиме, ме сеќаш колку вие повеќе плукаат, кои решават и ние напред ќе одиме, ме сеќаш. Ама кај нас е друга ситуација, пак ќе кажам, секој Нема политика да се гледа као кариера, брат, као за работа. Убаво што ме потсети. Порано е тоа една работа што ми имаат мене кажано, порано луѓето влагале во политика како изградени личности. Они влагале таму со веќе создаден, они влагаат таму, они порано влегувале во политиката со изградени ставови, идеали, компании, капитал, семејство, главното семејство, ме разбира. Да. Сега што се случува? Сега нема кај доди, дај ќе влезам, влага таму и он го прави све исто само обратно, ме разбираш. Да. Значи прво трга од политика, па тука пробува вако, па таму запознава некои луѓе лево десно, таму некој, нели, семејство лево десно. Капиталот таму создава и после тоа, као, знаеш, у Македонија секој чудо за 3 дена, па си цепаме, разбираш, обратен е процесот. И да знаеш. Сите работи се уствари исти, само процесот е обратен, обратно све се случува. Да. И кога имаш недозреани, недоизградени луѓе кои влегли у бизнис, односно у политика, извини, се случуваат тие работи што се случуваат. Се вработуваат некомпетентни луѓе во државна администрација, се носат недозреани одлуки, тоа е ситуацијата во која се наоѓаме денес, искрено. Така. Искрено. Види, тоа се многу подлабоки теми. Ние како студенти, пак ја кажам, го правиме моментално тоа што е правилно за студентите. Абсолютно, да не се лажеме, мислам, таква е ситуацијата. Таква е ситуацијата. Вчера имав исто едно интервју, ки излезе за брзо. Што е она што сметаш една работа, вика испука, знаеш, кажи одма, што мислиш дека треба најбитно да се среди, ја викам само образование. Тоа што све што се случува и тоа со политика и ова, све е од недостигно образование. Ти да знаеш дека тој процес не треба да го одиш, а за да го знаеш, нели, све што е поврзано со зборот знае, потекнува од прво од домашните вредности и од гледување внатре во семејството и понатаму од образованието. Се што е поврзано. Тој знае да го прави тоа, образование. Јас знам дека таму и таму се случува тоа образование. Све е поврзано со образование. Како кореното е образованието. Апсолутно. И пак да не цитирам, значи ти кога немаш образование, се дешава ова што се дешава, мислам дека сите меѓу редови читаат што се дешава. Да. Според твојо искуство, каков е односот на ректоратот кон УСС? Бидејќи ми кажа дека имало некојаши проблеми со изминатите председатели, па немало, па така. Каков е? Види, на крајот на денот дали имало, дали немало, тоа пак потекнува од секој индивидуа. Ректоратот ги препозна искрените работи, не само што ги препозна, и тоа сакав да ти кажам за минатото вакво. Дали некој збори, дали некој вакво, на крајот, еве, јас си кажувам и тука као најава, таму негде мај-јуни кој ќе дојде, еден бел лист, 1, 2, 3, докај кузне колку ќе стигне со све што правиме, што се е направено и што било целта на секоја. Луѓе мислат дека се прави нешто, пример, као конкурс со минимални, да речем, награди, чуда ради вакво. Не, конкурсот за некои работи беше направен за да други од нас добие поголем рич, да кажам. Конкретно пред да биде студентска хуманитарна забава, имавме конкурс за миленици, чуда. Не е тоа ради реда, не е времето, света. Нема везе. Моментот е дека ќе има еден бел лист, што се е направено, исто како што сега ќе има пред нова година, еден краток осврт. Па некако мисли дека можело различно или подобро. Нека даде предлог, усури не само предлог, може да се учествува во работа на комисиите. Ја тоа го кажувам. Тоа го кажувам, тие Facebook експерти чуда, тоа е карактеристично за овие преодниве генерации 30, 35 години, 40, 45. Ние ајде дај различно бидеме, зашо по Facebook дојди. Апсолутно. Еве, секој што сака, бројот го имам, знаеш на колку портали го имам мојот број оставено, гајле ми, нека ме бара. Еве тука, кој некој мисли дека има некој предлог слободно, нека ме бара, еве тука сум, ќе испиеме кафе.
Секој, знаеш, некој ме плукал, викам, му пишу. Ја ти кажам, некој има против, му викам, ајде, викам, друже, дај да седнеме, кажи ми што мислиш дека треба различно. Ако не го направам, направи тоа и тоа, ме разбираш. Аз знам дека ќе го направам, ме разбираш, ако е добро ќе го направам, не гледам дали ми го кажува тој или оној. Ако е добро за студентот ќе го направам. Што извини као беше последно Не, за ректорат, ама мислам дека ми од одговори. индивидуата све потекнува индивидуата. Ја морам да кажам дека годинава сам сега да не кажам не верувам во совршенство, ама ајде нека биде скоро па совршен односот, бидејќи генерално гледаат што работиме. Ние фактички сме дел од ректоратот. Ме разбираш, значи УСС како тело не е посебно, мислам тоа е главната промена, не е посебен правен субјект. УСС е дел од тоа е како организациона единица од ректоратот. Ти мораш да имаш добра комуникација за да функционираш, па ректоратот прв беше кога ние првата значајна барање го истакнавме дека нели бараме настава со физичко присуство. Ректоратот беше прв што излезе ректорот со јавен апел дека истото работат на тоа за да немаме онлайн настава или дека се бара некоја мини алтернатива. Така да не само што имаме поддршка, да речам во секојдневното работење, ние имаме јавна поддршка не во било што значи. Така да па ќе кажам, дали јас сум, дали некој следен, дали некој вако мора да има соработка, не знам, тоа е као да имаш компанија и се ти си директор на таа компанија и имаш сектор, не знам, финансиско работење и ти да не соработуваш. Како да не соработуваш? Знаеш, овие прашања конкретно потекнуваат од тоа што кај нас е нормално да вакви и знаеш како вакви прашања кога веќе нема да бидат предмет на вакво, тоа знаеме дека идеме напред. Ја тоа сум го зборил дека многу работи играат улога како индикатор, не е индикатор само ние да ставиме, знаеш, годинава имаме 1000 фоловерс, имаме 3000 индикатор сме успеале, ме разбираш? Не, индикатор. Овие најосновните прашања ќе ги снема едноставно. Така, значи, знаеш како, кај индикаторите имаш два вида. Едниот е квантитативен, другиот е квалитативен. Квантитативното ти е, знаеш, на бројки, кај што реално бројките се многу важни во било што правиш, но на крајот на денот кога сакаш нешто суштински да промениш, секогаш доаѓа до израз квалитативното. Ваков вид на прашања да не се случува. Да не се случуваат прашања од типот на што е УСС, пример, разбираш, тоа е пример основното прашање, нема везе. Многу зависи од тоа какви прашања се поставуваат. Све е до прашањата. Значи ние ако си знаеш, као знаеме дека идеме напред, ако на следната анкета што се прави, луѓе одговорат наместо кај услови за вработување, наместо да има нели колку грото беа таму, нели имаше 4 опции за што сакаат, они грото беа, колку имаше таму гласови. И као знаеме дека идеме напред, ако нели видиме дека луѓето веќе научиле кај можат да додат, што можат да прават и слично. Така да и на таа тема работиме се не знам дали ќе имаме прашање од тој тип за конкретно за вработувањата после ова, нели зборнавме се економски на почеток. Сега на овој подкаст немам планирано, освен ако имаш нешто суштински да кажам, веќе сме во некој така позначаен проект, два позначени проекти. Едниот е соработка со, бидејќи знаеш како, тоа беше многу интересно, ги прашуваш луѓе како, не знам, од фармација, од вамо таму, кај можеш да се вработиш или од фејд после ова и ти кажуваат некои компании, пример, нели, фармација, одма те потсеќа алкалоид, реплеко, ова, така. Не знам, прашуваш од фејд кај можеш, па знаеш, можеш Мепсо, можеш, нели, ова, каси като е, Ева на ЕСАМА, како и да се, нели, тие кратинките. Сед никој не ги спомнува овие што се странските компании во Македонија, што фактички имаат најголем, огромен капитал имаат, да кажам. И реално како студент е добро ти да имаш пракса студентска, да кажам, во некоја странска компанија. Значи ја на крајот на денот, таа е малку поделикатна тема државно, странско, лево, десно, али моментално во државните компании сегдека има преоптовареност, значи тоа нели знаеме администрација чуда, има преоптовареност, значи премногу вработени има, дури има многу книги имам прочитан, многу книги имам видено, неколку прочитано за последиците од административното
преполнување нели на работните места. А на страна на тоа, според последната анкета и извештај што е правен меѓу странските компании од ТИР зоната, технолошко-индустријска развојна зона, најголемиот проблем е што не можат да најдат вработени. Тука ќе дадеме се од себе да го пополниме тој гап, за да се обезбедат најдобри услови за студентите. Тој јаз. Да, тој јас, гап. Јас, нема веза. Тој јас каде што студентите кога ќе прашаш кај може да вако, да знаат дека можат, значи у Македонија има странски компании што ти го имаш Джонсон Мети што ти прави таму колку беше приходи чуден, не сум ненормални у Македонија, ме разбираш, него. Ако не се која прва индустријска зона е у Скопје. Го имаш Герашхаймер, ги имаш овој оној Siemens, Van Holt. Тоа се компании, монструозни компании, огромни, каде што студент иде, учи еден друг систем и не збориме сега ние да обезбедиме студентот да работи некоја работа која што можеш да работиш и без средно. Збориме он да биде суштински внесен сега за да ние за да обезбедиме такво нешто. Тука е сега ова се деша тоа вака. И втора работа која што ќе исто е во многу почетна фаза, но до крај на година цврсто верувам дека ќе направиме. Значи тоа што спомнав со државните одлуки и слично, идејата е уствари да се направи еден систем каде што одредени институции, значи спорам дали министерство, дали општина, дали значи се на што си потекнува од државата. Има пример кажува, имам проблем со онлайн услугите. Имаш проблем, го лоцираме проблемот, општина, X некоја. Океј, испраќаме повик до студентите кој сака да учествува како проектен лидер. Че тој е како проектен лидер. Се пријавува X лица, вика јас сакам да учествувам, формира тим или ќе видиме како ќе оди. Го формира тој тим, вика ја ќе работам, пример за 3 месеци од сега 4 да се обезбедат онлайн услуги во општината X. Ги обезбедува тие, се свикува нели еден извештај се прави, сработивме тоа и тоа. Поради студентите од тој нели проектен лидер беше направено тоа и автоматски ти учествуваш во менување на системот. Тие мали промени во една општина, во друга, па следна година тоа да иде цела година, не само од март до април, мај, јуни, да иде септември до цела година, значи ти реално за 3 месеци можеш нешто поминорно, ама замисли па цела година да работиш на една работа. Тоа е усвари убавината на натаму иде светот, да кажам, проектни менаџери, проекти слично, значи све иде во насока на проекти. Замисли ти сега како еден лидер да работиш на еден проект. Значи еден проект, имаш една задача. Фокус неверојатен, целта е таа. Може многу работи као системски да почнат да се менуваат, само треба волја. Волја треба, ништо повеќе. Треба волја, се седне, да се размисли, да најдеш кој човек може да ти помогне. Дека има неколку организации кои што не може да ми биде помило и личности што ги имам запознаено од работава со УСС. Многу ми е, да речам, ги гледаш дека има луѓе кои што и размислуваат суштински, бараат начини, бараат, битно е дека бараат, ме разбираш, не се откажуваат, бараат од ваму, од таму, ќе почнеме со 3 месеци, со јавна дебата, со она, ама турка, ме разбираш. Со бидејќи да се вратиме на почетокот, све е циклус, така. Да не знаеме, еве пример да правиме анализа, не знаеме Македонија кога била во нека највисока точка, веројатно 95-та, 6-та, 7-та, 8-та, не знам која година. И вајда дошла до некој топ што се вика. И се паѓа, да кажеме, доаѓа до некој долен дел. Веројатно веќе треба почне да иде нагоре кривата, ме разбираш. Али за да почне да оди мора поголема инклузивност од младите, поголема вакво исто така тие што се преводни генерации, транзиција, знаеш, тој збор често го слушаме во Македонија, тие луѓе 35, 40, 45 години се луѓе кои што реално имаат голем дел од капиталот, бизнис во Македонија, треба да учествуваат општествено, но гледам дека меѓу тие луѓе, независно свери дали имаат бизнис и општо, влада е некаков страв од нивното место дека може да биде завземено од некој 20 годишен човек.
Тоа го имам прво приметено во IT индустријата, кај што некој програмер што е 40 години, учел за некаков јазик многу долго време и се појавува неки нови клинци, појавljaju се неки нови клинци и на 20 години знае пример да кодира во јазикот он што го научил после многу долго време. Човек што е 20 години доаѓа му се дава вака јазикот, измислен, например, некој кодерски јазик. И некој што 40 години тргнал од основите, Java, ово, она, и сега доаѓа до некој нов јазик. И овој што е 40, овој што е 20, истото го кодираат, ме разбираш. Се ово имам некаков страв ти да прашаш IT програмер од 40 години, дали тој од 20 може биде добар колку него, ќе ми го кажеш одговорот ако прашаш. Ја го знам. И не може не е само за IT. Тие што се луѓе постари, страфи ми е дека младите веќе на 22-3 години веќе се созреани луѓе. Не збориме за сите млади. Значи збориме за одреден репрезентативен пример. Значи збориме пример за 15%, 10%. Так. И то како го подкрепуваме тој факт? Човече, ние идеме во собрание, многу по-созреано се држиме, правиме интервјуа, ја, Јован, Бленди, Мила, сите што се на универзитетиве, гледај ги излагањата, ме разбираш. Ние на емисии што бевме, луѓе јавно не пофалува за ставот, за начинот на кој што се носиме, за ме разбираш. Не само се пак ќе ти кажам, тоа е момент кај што човек треба да се осознае, треба да се вакво, али мора да сватат дека реално човек од 22 години може да допринесе. Пример, ти со твојата струка да веруваат тие што се 45 години дека ти можеш да допринесеш. Зашто? Веќе они информациите што ги учеле тогаш им доаѓале преку печатено нешто, требало време, човече ти у денот замисли некој лик кој што го има најдено фокусот и на Инстаграм, на Фејсбук и на сите медиуми му излага само неговата струка. И вика ова е добро, ова е лошо, на крај прави сублимат 3 работи. Тој има 3 информации повеќе од тој што 45 години човек, ме разбираш? Па нормално дека на 23 години повеќе те бива. Субјективно повеќе те бива, ама те бива, ме разбираш? И се како јас го гледам тоа? Тој што 45 години има една работа што се вика време. Он треба само тоа време што го има поминато повеќе од 20 години да го води овој што е 20 годишниот низ процесот. Ме разбираш? Тој да биде на некој начин да му биде ветер во грб. И моментот кога тој што 40 години, пример, нема креација, нема извор, нема од кај да му дојде порив, пример, еве новинар. Земи новинар. Добро. Нема порив, пример, од кај да му дојде нешто, има 35-40 години. И он, знаеш, во која насока треба да се движи. Знаеш, не знам, Наташа, кажи ми, има денес нешто по медиумиве, си видела, па еве видео ова, знаеш, млад човек од 20 години многу повеќе информации гледа од некој што 40 години. У таа ситуација тој 40 годишниот кој ќе ја праша прво за мислење и кога тоа мислење он ќе го преточи во новинарски текст, тогаш знаеме дека тој што е 40 годишен човек вика окей, јас ги прифаќам идеите на младите дека размислуваат, имаат добри идеи, а јас нив им го пренесувам само моето искуство. Тоа искуство, значи, е многу субјективна работа, значи искуство во различни сфери, зборам однос со луѓе, однос со многу, значи тоа не можеме да навлагаме во таа тема бидејќи као беше она секој си има своји искуства, не се објаснуваат искуствата, ја знаеш за што ти зборам од прилика. Не се опишуваат некои работи, генерално све лежи во искуствата, све лежи во тоа како ги перцепираш работите, од кога ќе ги направиш, разбираш, значи идеш, правиш нешто, како ќе го истолкуваш сам себе, како ќе го воспримиш, од кога ќе го воспримиш, како ќе го изнесеш после во околината, разбираш. Така да треба многу волја, треба многу ентузијазам. Главниот збор тука е ентузијазам. Треба многу ентузијазам, треба многу волја, треба верба, да кажам. Верба треба и треба малце да кажам, да идеме према работите, да ги толкуваме. Знаеш, да не идеме према работите само да ги читаме нешто што ни даваат. Ќе се навратам на примерите. И мене ми текнало да избрешам постои и вакво треба да навлеземе зошто не ги избрешам, нели му текнало пример за таа работа. Нешто друго читаме за оброкот, зошто ова, ме разбираш. Не само да постоиме, него да живееме, ме разбираш, да толкуваш.
Са тие се и други работи, ме разбира, че пример таа работа околу зашто не читаме, зашто не правиме. Тоа е главно ради културата што ни ја набиваат социјалните медиуми. Ти пример зашто нели имаше Facebook, па Instagram, па нели она Snapchat, да речем, па TikTok и сега има оваа нова нека BeReal, па сега нека друга се појави исто во Америка. Сега кога гледаш кај сите тие, на Facebook е платформа што најмногу се пишува, Instagram помалку се пишува, фокус е на слики. Ај Snap ќе тргнеме. TikTok, кај што знаеш што се дешава на TikTok. Ова, ја сум немал уствари TikTok, нема везе, никогаш не сум инсталирал. Али и на крај имаме BeReal кај што ти околу 2 минути прати слики. Значи се намалува оноа логичко размислување кај луѓето. Целта е све да биде многу брзо, све да биде само Све да биде на база на емоции, на импулс. све да биде на база, импулс. значи тоа го имаат зборено многу пати. Ти кога гледаш На TikTok импулс. ти расте адреналин. Ти се пумпа крв, Да, ти вакво. да. Знаеш, во еден здив ги гледаш работите и тука вакво. И сега да ти кажам дека ти за да напишеш уствари текст на Facebook, ти мораш да размислуваш логички. Се самото тоа, самата таа дигресија што иде према све што е само на слика и брзо, кажува за дека ние веќе не ги толкуваме работите логички, дека ние не толкуваме. Ние само воспримаме, само добиваме, а не толкуваме. А зашто не толкуваме, бидејќи све е многу брзо, ме разбираш? И тука, знаеш, гледаш како доаѓаме од многу теми, од вамо, од таму, од вако и пак доаѓаме на некој вакво логичко размислување, толкување, луѓето да не бидат само, да не постојат и само види го овој ова го направил. Не бе, размисли зашто го направил, истражи, ме разбираш, истражувај, запрашај се. Да се, знаеш како рекле, прашај ќе добиеш одговор. Ја, пример, тоа ми е водилка. Што не ти е јасно, прашај. Па еве сега пред некој ден имавме, значи, преова панел дискусија со сите онака касика пионери во културата на Македонија и мене ме викна како најмлад представник од УСС. Сега реално не сум некој релевантен ја да зборам за култура, не сум дел од ФДУ, не сум некој кој што да речеме најголем фанатик, ме разбираш. Сега ја идам таму да вакво генерално луѓето има такви убави поенти околу тоа толкување, околу тоа каде движиме, каде целиме, кај иде културата, тоа е па и друга тема. Друга тема културен идентитет, знаеш, ние УСС годинава една од главните работи, не е културен идентитет да почнат луѓе во МНТ, Кино Милениум, Национална опера Балет, конкурси за новинарски текст, фотографија, тоа не е веќе толку култура, ама Да. све си влече. Многу работи влечат кон една точка. Многу вакво и на крај све доаѓа до тоа дека све, ако направиш шема една шема ќе стигнеш до тоа зашто младите не се инклузивни, зашто младите не веруваат, од кај доаѓа тоа и да имаме уште да разговараме, ќе дојдеме до скроз до вакво до кај што зашто они не го прават тоа, ме разбираш. Но затоа сме студенти, затоа е овој период на идентитетски кризи од една страна, но од друга страна е период на градење, на осознавање сами од себе, на создавање некој карактер, на одбивање на таа импулсивност, ме разбираш, на создавање собствени принципи или осознавање на принципите кои веќе постојат по прифаќање. Така што да, студентскиот живот е прекрасен. Мора да се ужива во процесот, да се напредува и да се отфрла секаква апатија. Така. Да се Тоа е отфрла. Многу точно. Добро, ја да го затвориме вака со последно прашање. Овој прв подкаст од серијата подкасти на УСС. Што би му порачал или што очекуваш или што би го советувал идниот претседател на УСС? Види, има време до тоа. Знаеш, главниот момент. Главниот момент е прво да знае во што се впушта. Обврска, ништо од ова немаше да биде да речам ако, знаеш како, ја кога ќе се нафадам на нешто, почетниот период кога треба да се направи базата на сите ствари,
се впуштам целосно во тоа. Значи, да не збориме и од што сум, како се кога на македонски, хаслал. Од што сум работел, ајде, нека биде од што вакво. Од што сум бил активен првите 2,5 месеци, нека максимално, значи мене ми се деси, мислам, и општо и здравствени проблеми. И во болница завршив, што се вика, значи, не викам дека треба во болница да заврши, али главниот во момент е дека огромна должноста, периодот е краток, функционално, значи пак ќе кажам, ја не ги гледам работите формално. Функционално 9 месеци трае мандатот, значи без тие 2 месеци, месец на реизбор, на избор. И за 9 месеци, за да направиш сериозни промени, треба таква преданост кон работата. Треба таква желба и волја и ентузијазам што не можам да го опишам, значи треба да се искуси. Не можам да го доловам. Огромна преданост треба. Треба замисли сега дали е случај, па нека бидат неколку прашања, па ако некој го гледа подкастов до крај, дај Боже. Неколку прашања. Дали медиумите случајно објавуваат работи цело време што се поврзани со студентите? Дали организациите постојано моментално ги вклучуваат и УСС и помагаат во работата и сакаат да правиме цело време проекти случајно? Дали промените со законот и вако се случајни? Зборам за оброкот што се обезбеди и што се врати според како сите сакаат. Да. Дали изедначувањето на стипендии што вако? Ме разбира, дали тоа во прв момент, знаеш како, во моментите кога мене се отвори прашањето, нели, за тие некои политички конекции, кажам, што ми се смешни, нема везе. Мене, знаеш како почна мене да ме плукаат на македонски кажано луѓето? Не ме плукаа мене, не ја плукаа работата. И знаеш како гласи една ваква, кога тебе не ти ја плукаат работата, него ти го плукаат ликот, онда знаеш дека си на прав пат. И еве нека не биде дека јас сум на прав пат, студентите треба врз основа на тоа да знаат дека ова се движи во права насока, што никој не плука работата на УСС. Мене лично што ме вакво. Така да. Идниот кој што треба да дојде треба да има само правилно расудување, треба да се води од еден порив, што е добро за тој студент. Седи на кафе, го гледа што треба јас да направам за него животот да му биде подобар ради мене. Тоа прашање кога он ќе си го одговори и кога ќе знае што треба да направи врз основа на тоа прашање, понатаму се отвараат. Пример вика тој студент треба да прави тоа. Како да го направам? Зошто да го направам? Во кој момент? Кога е правилно? Не е поентата ние сега пример најголемиот проект на УСС годинава ќе биде научно-истражувачка дејност. Дај малце и за тоа да позборим. Научно-истражувачка дејност, најголем проект. Може тој со Славко да го збориме наредната епизода. Нема проблем. Да. Најголем проект научно-истражувачката дејност ние значи таа паѓа побрзо него метеор. Значи издавачка дејност да не збориме. Значи студенти треба да знаат дека моментално. Да, ужас. Тоа е огромен проблем. И се доаѓаме до момент каде што не е поентата ти најголемиот проект пример со научни вакво сова да го направиш пример трети месец. Поентата е тоа да ти биде печатот. Знаеш, планирано е за крај, планирано е огромен конгрес. Поентата е со тоа што е најголем проект да се даде дознање за најголемиот проблем, затоа што има други проблеми огромни. Значи пак ќе кажам, ќе имаме еден краток отчет за пред нова година што е како е направено. Значи има краткорочни, среднорочни проблеми. Но научно-истражувачката дејност, издавачката дејност, во која насока се движат моментално, на долг рок, нема да имаме прилика да ги решаваме студентските домови. Нема да има студенти. Ти за да имаш студентски дом, треба да имаш студенти. Што ќе биде некоја кузне што ќе биде ако ме сегаш. Тоа веќе се продолжи вака? Да. Значи тоа веќе се случува. Зборевме со Илија во Белград. Да, тоа веќе се случува, нема везе. Тоа веќе се случува. Моментот е дека сега се случува постепено. Значи сега пример, не знам, годишно ниво си одат пример не знам нека бројка да кажем, 25 млади. А веќе може си 5, може си 50, не знам.
И секоја година си одат 25.000 бегаат од државава, а ти ако вака продолжи научно-истражувачката дейност и издавачката, нема да си дадат 5-10, ти си отиде цело население, нема да има образование. Ме разбираш што се случува? Нема да има. Не знам дали студенти приметуваат што се случува моментално. Нема асистенти. Нема асистенти на факултети. Нема бараш, нема, му нудиш плата, нема. Во средните школи нема кадар. Никој не ќе да вакво. Сега доаѓа моментот кога што се вработуваат некомпетентни целосно луѓе. Трета работа. Пластично спореден. Поранешниот кадар и сегашниот на професори небо земја. Четврта работа. Ти знаеш дека има студиски програми кај што и предмети кај што има 1 или 0 запишани. Че ако не се лажам, македонски јазик... Ке мене се четворица. Ке мене се четворица, а активно сме двајца. Личен пример, одма, искуство. Значи, друг голем проблем, македонски јазик и литература, мислам, 0 запишани има. Не ме фаќа за збор, да не биде дека вакво, нека... Не ти требаат странски влијанија. Физика... Не ти треба ни Бугарија, ни Албанија, ни Грција, ни Србија. Физика еден запишан нешто, така, ме разбираш. То се места кај што се нудат големи стипендии, ме разбираш. Понатаму, ај што нема запишани студенти. Ти знаеш дека има професори, значи има ај тие што се малце, 0, 1, 2, 3, 4. Па тие што се као повеќе, има повеќе професори него што има студенти. Пример има 7 професори, има 7 студенти, 6, ме разбираш 5. Се што се случува? Замисли па има факултети со 7 професори, 1 студент. И сега еве нека биде еден професор да предава. Другите 6, еве ајде да си го проставиме прашањето. Што прават другите 6? Ти не можеш да ги тргнеш ти. Како? Што да им направиш? Ме разбираш? Сам не можеш. Можеш, ама не е целта, мислам. Тој е пети проблем. Шести проблем. Издавачка дејност. Ти дали од секој нормален човек, сега кога се запишува, кога се збори на темава, вика, како јас да се запишам, човече, во одредени учебници пишува дека главниот медиумски преносувач е радио, пример. Немам ништо против радиото, ме разбираш. Ама не е главен. Значи, збориме факти, збориме суштина. Значи, имаме книга, моментално учам од 98. И пак ќе ти кажам, и не е толку проблемот со мене. И имаме и искуства, и лични, имаме и вакво, може да се историх. Збориме за луѓе кои што пример се запишува на економски без основа, пример не знам, неговиот бекграунд е скроз различно од економијата, пример кај мене не е тоа случај. Скроз различно, он вика да ја да научам нешто. Се он учи нешто што го учел некој што е 98, а тој што у 98 одел да учи, значи, бил 18 години пример тогаш, значи сега тој човек има, тој човек сега моментално има 42 години. Значи он го учи истото, 18 годишен човек сега моментално учи нешто што некој што е сега 42 години учи. Стај ги перспективите, ме разбираш? Да. И се кај доаѓа тука по проблемот со издавачката дејност. Државата е тука пак да речам кривет. Што се случува? За ти да имаш книги, ти треба да имаш професори што ќе ја напишат книгата. За професор да напише книга му треба мотив, му треба пак исплатливост некаква, да не се лажеме, ме разбираш? Тој пишува книга, таа е оригинал, така треба да се продава таа книга, се печати тираж одреден, примерно 50.000 книги се печат, не се печат 50.000, нема веќе 1000 нека се. Тој иде во продажба. Студентиве, секој студент, па и ја, еве си кажам, како да ти веш. Купуваат печатени копирани книги. Така, ова е пример оригиналот 1600, ова е 200. Нормално. Ме разбираш, сега ти замисли па да купиш 4 книги по 1600 денари, што ти прават, не знам, 6400 денари, и замисли да купиш 4 по 200, 800. Имаш разлика од 5600 денари. 100 евра, пута 8, пута 8 семестри, имаш 45.000 денари си заштедил. Ме разбираш? Малце ли се 45.000 денари за студент? Тоа зборам за книги само, прашете ги овие на архитектура колку им одат по семестар или вакво градеш. Нема везе, моабетот ми е, доаѓа момент издавачка дејност. Не се купуваат оригиналите, автоматски кога не се купуваат оригиналите, професорите што пишуваат немаат финансиска исплатливост, викаат зашто ја да пишам цело време книга секоја година, кога немам, ме разбираш, он прво дава знаење, значи он го дава знаењето, дава време,
тавар, значи се вложува целосно во целиот тој процес, ме разбира, значи не е книга, не е вака да напишеш, па биди Ајнштейн, ти треба да ја склопиш како, што, кој, каде да стои. Си треба истражувања, си треба читање, има работа. Ме разбираш, Има добри работа книги, многу. добри. Сепак е учебник. Па дали да. не са, нели, Треба да биде репер за Еве една. не сам јас. Ете лично искуство, читаш добри книги, ти главната работа во добрите книги е што као мали пример сме ги рипале тие работи, ама после сваѓаш дека тоа е најважното, референциите. Да. Кај истражувано, од кај доаѓа, од каде ова е напишано, кој го истражува, па замисли па и тоа да го истражуваш, оно од кај го нашол, веќе многу ти работи, да речам, мозокот, дали тоа е ретко. Моабетот ми е издавачката дејност, финансиски неисплатлива, државата не го покрива минусот или го државата треба да го покрива. Тоа се државни институции. Треба да се изнајде начин, ме разбираш, Мора треба да се изнајде начин, Мора. пример, не знам, кофинансирање пример на купување на книги, нека да се купуваат оригинални книги за да има финансиска исплатливост за еднава страна, студентиве пример да плаќаат наместо 200, нека плати 300 за оригиналот, ама знае дека ќе има образование за 10 години од сега. Е, на пример ќе давам пример. Во Белград кога бевме, јас се погодив таму на сајмот на книги во Белград. Една причина зошто е толку ефтин сајмот на книги во Белград, не само што е сајм, има сајмски попусти, туку државата не ги даночи приватните издавачи. Ама она знаеш Не ги работа. даночи, нема данок. Ете, разбираш, данок, тоа е исто друга работа. Сега пример оригиналите што се печатат исто се и вметнува и данок во таа цена, ме разбираш. Да. Моабетот ми е, тоа е издавачката, научно-истражувачката. Еве сега пример годинава намалија пример на студентски домови средства и викаат окей, намалено е, пример има инвестиција од 24 милиони од Германска развојна банка, мислам, што супер, нели? Ќе почне проект и знам дека ќе почнеме ги средства што треба да ги донираме. Ако ги донираме нели во просторија во Стив ќе биде проблем бидејќи има ризик. Тоест голем ризик има да ни ја срушат просторијата во март кога ќе почне ваквото, па затоа нели отидовме на други алтернативи со Стив и со Гоци и со Пелагонија. Везе, моабетот ми е има средства пример за студентски домови. 20 таму ти викам, окей, намалиле пример за студентски домови од основниот буџет. Што и тоа не се слагам, нема веза, значи мислам дека треба повише средства, нема веза. Се пример за тоа ајде наоѓаат некаков изговор. Ај кажи ми кој е изговорот за 144 милиони денари да се скратат од научно-истражувачка дејност, кога научно-истражувачка дејност е во пат. Значи, тоа што е во пат ти треба да го поттикнеш да се Нема дигне. изговор, нема. Еве за ова нашле има германска, абе кој ќе ни го спонзорира, значи научно-истражувачката дејност, верувам дека бруцошите не разбираат важноста, но главната работа за образование, за наука, за све што постои на све што постои на светов е вакво, па ти во Америка најголемите научни истражувања се на универзитети Колорадо, Тексас, таму сегде ме разбираш. Најдобрите играчи NBA се од колеџите, не се од приватни клубови или од вакво. Ме разбираш, најдобрите кадри. Сеќаш, значи, сакам да ти кажам, тоа е образованието кај нив е систем. Пример, исто еден краток пример. Словенија. Знаеме кај е, значи Словенија сега била 22-та најдобра земја за живот во свет. Ние сме од Словенија колку 500 километри, колку сме? 1000. Добре, 1000 километри. Со кола да запалиш за 10 сати си таму што се вика така. Да. 12. Словенија во моментите кога требале да ја градат државата како независна од Југославија, рекле окей, ти си лев, ти си десен, нели, политички конотации под вакво. Окей, за све се караме. Значи, ти кога си опозиција се кара за све, една работа нема да се кара, образованието. За образованието заедно ќе работиме и ќе движиме напред. Тоа не е од јас се го кажувам ради реда. Значи ова беше кажано на дебатна емисија конкретно на 17 ноември, Клан, професорка од филолошки или филозофски факултет го кажува овој пример, ме разбираш? Значи она го кажува ова искуство, јас сега го воспримив го премененствувам. Значи Словенија рекла образованието и надолу се движи, не знам, на бизнис сектор, политички партии, чуда. Али образованието е суштината, науката, ме разбираш? Човече во Словенија моментално има проекти на научен план кои што па не коштаат колку цел наш буџет, ама 3/4 од буџетот кај нив е
еден проект. И мисля дека треба да го затвориме со ова. Апсолутно. вакво. Па мислам. Не, види, знаеш што, прашањето го почна многу одамна, студентскиот живот е убав. Реално ова се години, ова се периодите кога реално треба да истражуваме, зборам се не да истражуваме, не секој да истражува научно, него да воспримаме, да перцепираме, да толкуваме, да се дружиме, значи колку и да се лажеме, колку и да вакви, бро. Колку и да ова, реално забавите се тоа што го прават студентскиот живот како што треба, значи како што треба. Не како што треба, него го прават една скала погоре го дига, значи тие забави студентски и слично, кои што се исто многу важен дел. Не треба да биде, мислам, ја пробувам во секој излагање, поготоа сега вака не знаеш кога чекав подкастот да можам убаво да ги елаборирам работите, што ја на други места ги кажувам, ама не ги дообјаснувам. Пробувам да не ме сватат, да не ми исперцепираат како премногу деструктивен, да не ми исперцепираат како премногу деструктивен, него како премногу реален сакам да ми исперцепираат, поради тоа што се што кажав, мислам дека до сега беше подкрепено со логичко размислување и факти. Значи, со бројки, ете, за све што ти кажав пример лично искуство, бројки и вакво, значи темата поврзана со наука, со издавачка дејност, со студенти запишани, со сите тие работи пробав да ги донесам и бројките и квалитетот и вакво, и мислам дека треба како прва епизода да сватат што ќе биде суштината, зборуваме отворено. Ме праша или други ствари, зборуваме отворено, подкастот ќе биде наменет за студентите да сватат од многу поблиску што се случува прво со секој нивни факултет. И тука уфативме вајда пошироки теми, со другиве вајда ќе биде повеќе во насока, еве пример не знам, од економски кај што така, нели вработување. Чуда кај може да се продолжи, кај не може. Тука најавив две големи иницијативи, ајде нека не биде уште као проект да се восприма. Добро. Нека биде две големи иницијативи, едната е со работка со ТИРС, другава е со институции слично за да се прават промени. И така, имам чисто една субјективна лична желба, тоа е мислам дека пред да осудуваат било кој, ние како студенти кои што сме доста млади, доста треба да бидеме отворени, прво да ги истолкуваат работите, да опипаат што се случува, и мислам дека пробав колку толку преку интервјуво да ги доближам моите размислувања, моите вакво до нив. Си кажав од прилика што ми се планови понатаму да не мисла дека главната мене животна окупација или сатисфакција ти реков и во прв план претседателот. Не го перцепирам како такво. Значи ја пример не знам, не сакам они да имаат поглед према мене од типот на тоа дека и знаеш сега како да дојдам до ово или до оној. Мене ми пишуваат луѓе што еднаш ме виделе, пример, Славчо, кога ќе се деша тоа, кога, дали имаш информации, дали ова, сакам така секој да може да вако, на сите одговараме, на сите враќаме. Кој да му требало, да речам, помош, информација, слично, сме дале, Инстаграм, Фейсбук, телефон, било шо, бројот и тука ќе го кажам 072207744. Не знам тоа колку ти е паметно. Па, колку е, и знаеш колку пати го имам оставено, знаеш што целата работа, што ја го имам оставено и барем сум сватил дека, види, да зборам за толку отворено, никој ме нема побарано врз основа, сваќам дека вајда не го читаат ни цело, ни вакво, сегаш, и тоа си индикатор. Така да сега ако некој ме побара, ќе знаеме дека го изгледал цело, вајда, ќе направиме некој примерок, нема вез. Тоа е, затворија се. Па, добро. Тоа е тоа, ова нека биде прва епизода. Ќе видиме понатака како ќе тече целиот овој подкаст проект и да, се надеваме да расветлиме некои прашања поврзани со секој факултет, со универзитетот целокупно, со функционирањето на овие студентски организации, како студентите можат да се вклучат нормално, да им појасниме на идните бруцоши, односно сегашните матуранти, секој факултет која му е суштината, кои се насоките, кои се опциите, едноставно да ги доближиме на некој начин
да направиме еден отворен ден на УКИМ кој е достапен Па 24/7. Извини се, може не требаше Добро. завршене зборови. Една работа која што се спрема, не знам дали ќе стигнеме, тоа ми е мене само ваквото. Добро. Секој факултет, секој кампус, ајде да кажам, прави ова, како се кажат, сајми за вработување, job fairs, нели? Добро. Посебно за нивните вакво. Сега целта на УСС или вака ајде пак иницијална идеја нека биде, е фактички сите на едно место да се соберат, целта е 100 плюс компании на едно место да има. Значи тоа го Добро. најавуваме месец мај јуни, така нешто. Ако деталите треба нели да си ги разработиме ние внатрешно за кога, што, како, али има почетни вакво кај што сакаме врз основи на анкетата и целиот концепт што се дешава, добро е да има едно такво вако кај што на едно место ќе дојдат сите, ме разбираш, бидејќи на крајот на денот ти доаѓа на машински пример некој што е нели технички кампус, некој од таа сфера, ама има можеби некој како што студира на економски сака да биде менаџер во некоја фирма која што ајде. Ме разбираш? Така да ќе биде добро искуство со целото тоа вмрежување студенти на едно место, ќе биде топ. Одлично. Да. Добро, да го затвориме, ти благодарам што дојде и тоа е тоа, се гледаме во следната епизода.